Скапите дрва што се продаваа за 3 паници болви. Чита Александар Станојков. Во некоја планина имало едно дрво многу миризливо и за многу болести лекоито. Арно, ама секој човек тоа дрво не го познал кое е. Како што биле собрани едни старци во едно село насред село во еден празник, придрузите муабите што се битисуале, се отворило муабети за тоа дрво. Абре луѓе, рекол еден, дали има некој од вас што да сте го познале лекоитото дрво што го има во нашаа планина? Колку мене ако ме прашаш, рекол другиот, не сум го нашол тоа дрво. Сантин и многу не сум се сторил мука да го барам да го најдам. Сите така беа одговориле. Кој мукает не беше се сторил, кој го барал и не го нашол. Некој му одговорил, иако го најдов да што аер ќе видов од дрво миризливо, друго што? Дрво миризливо, ама тоа дрво е еден мин соката во Вилјан град, пријатели мои. Знаете, али не знаете? Му рекол. Ами за вистина велиш бре старче, му рекол еден помлад од старио и многу сиромав што бил во селото, од еден минце токата во Вилјан град? За вистина, пријателе, ти велам, и дури ако сакаш да ти се колнам, чунчи татко мој, Бог да ми го прости, беше нашол едно и беше го однесол во тој град, беше го продал. Арна, ама пари не беше зел. Чунчи луѓето од тој град биле многу ѓаоли, да не знам што му сакале да му изврши, да после да му даат парите. Ето, од тој себе пуште еднаш не беше собрал од тоа дрво и не однесол да го продаат. Ете, од тоа јас знам, од и таму се продаат тоа дрво по еден мин соката, му рекол старио. Кога разбрал сиромајиот тие збори од старио, и кладе во ум, и му се кошнал на планина да бара од тоа дрво. При се што не го познаал кој е дрвојет, тој од секое дрво ќе одделнел и ќе мириснел. За късмето негов го погодил истото дрво и беше ти набрал колку јади ока. Си го тоарил и си го однесол во тој град да го продаат. Растоарајќи на ано дрвата, го видел некој од граѓаните и го штипнало до срце за како да му иземи пошто зашто. Што се овие дрва, бре, пријателе? Го прашал тој. Што си донесол во нашиот град? Дрва лекоите се, пријателе, му одговорил. И сум ми донесол да ја продам. Арно, ами колку сакаш за тоаро? Му рекол. 100 минцу и му сакам, пријателе, му рекол дрваро. Па си знасмеал граѓаница. 100 минцу, му рекол. Ами, кој беше тој ѓал човек што те излагал и те пратил да се страмиш? Ами, овие дрва ние овде си и горим и си купуваме 8 гроши и тоари во лето, а па во зиме и купуваме најскапо до 10 до 12. Те молам, пријателе, ако милуваш, ела у мене до дома да видиш оти вакви дрва си горам во огнот. Канди се сиромајиот дрвар на збороите од проклетиот лош и тргна да оди у него дома да види али е вистина од тие дрва да гори. Дури да појдат дома, тој од околу пратил некој човек да му речи на жената му да и клаи двете дрвја миризливи во огнот да горат. И клала жената му, и кога дошле дома, и кога се опулил во огнот, вистина од тие дрва си горел човеко. Виде сега, пријателе, му рекол граѓанецо, од тие дрва гориме ние во овој град? Да се обеси тој човек што те излагал и што те пратил да ја носиш овде тие дрва. Не се колку за арџот што ќе го сториш овде, па пари ќе земиш било од мене, било од некој друг човек. Кажи сега, колку гроши ми сакаш за тоаро да те куртули само таа бега, да уште еднаш, да не се веруваш на кој годе човек, било стар, било млад. Чунти, таков век сега сме изчекале, што ни на брата ти да не се веруваш. Колај за пазарот ќе си ујдисаме, пријателе, му рекол дрваро. Илја да си одам на Ан да му плата на кираџијата да си оди да после колај. Тргнал да си оди за Наан и еве ти еден човек на пато со едно око. Го ватил за јак. Стој, бре, човече, кај бегаш и кај се криеш ти од мене толкова време, посекуј кај те барам. Зошто ме бараш, бре, пријателе, му рекол.
Што имаш нешто земање и дање ти со мене да ме бараш? Море, како што имам бре, никаков, му рекол едноќ. Кога ти си тој што ми ги изваде око и си го кладе кај тебе, окото дај ми го, ти двете ќе ти извам се, а ја гири песевен кај гири. Окото дај ми го бре, окото. Кога и чул дрварот тие збори од тој со едното око, косата беше му се кренала од страви. Леле, јас сиромав, си рекол со умо. Види сега што белја ме најде во овој пусти град. Арно ми кажуваше стариот за татка си кога дошол овде. Му сакале нешто и му го взеле бадијата дрвото. Ете, вистина така бил. И мене ќе ми иземи бадијала дрвата и ќе ми го ваде и окото. Ватил да му се моли на тој со едното око, да не ми го вади окото, арно ама тој не му ја слушал молбата, а ми го држал за јака и му го сакал окото. Одејќи покрај море сите тројца, евете еден друг човек и тој нареден од првиот што му сакал дрвата и тој да го заплаши. Еве тебе те барам рекерата, му рекол наврекнато. Ела вамо сега да го испиеш морево, да после да шеташ ти во нашиот град. Кај си нашол ти, али мемле ќе да шеташ како коњ изоглаен? Го грабнал и тој за јака и туку го суди ти го мачит, а пак тој што му сака дрвата и моли ѓоа да го простат и утрото од рано ќе си одел и не ќе шетал во нивниот град. Ела, де да го испиеш морево, оти ако не го испиеш, валла билја ќе те врлам в море и ќе те го дам. Од тој голем страв сиромајот дрвар беше му се таксал без друго утрото да си оди на вилјајот без да му сака пари за дрвата. Асли ми тие тоа бараа. Врвејќи премед порта од една баба, бабата му го посакала дрворо да му го даат незе вечерта да лежи у неа и утрото од неа да го бараат. Бабата беше слушала се што го мача, та затоа беше го посакала, чунти била многу жалостлива. Ќе ти го дајме, бабо, ја рекле. Ама утре рано од тебе го сакаме. Пеќе, синковци, му рекол. Утре рано јас ќе ви го дам и ако не ви го дам, наместо него јас одевам. На тие зборови од бабата ја го дале. Вечерта бабата си го нагостила и го испрашала од кој вилјајот и што го донесол нешто за продање и зошто го мачаат тие луѓе. Тој ја кажал на бабата сето со ред. Како бил настред село со селаните, како кажал стариот за лекоитото дрво, како татко му некојаш донесол од тоа дрво во тој град и како пари незел, како барал тој низ планина од тоа дрво и го нашол, како го донесол во нивниот град, како го видел тој првиот човек и го однесол дома да му покаже од тоа дрво тие го гореле и како идејќи го ватил другиот со едното око да му го сака окото и другиот што го терал да го испие морето. Знаеш, синко, зашто те мачат така тие лоши луѓе? Тие те мачат за дрвата да ти иземат бадијала, ама јас ќе ти кажам еден маривец што да се куртулисаш и многу пари да спечелиш. На овие алишта од стариот мој облечи и ќе појдиш по мене да те однесам во една куќа кај што се збираат лошите луѓе од нашиот град и си кажуваат кој како сторил дента, а пак големиот што му е на сите луѓе што се собрани ќе и праша кој каква лошотија сторил и за секоја лошотија леко ќе му го каже. Од која ќе му и кажи на лошотиите џуапите, ќе и чуеш ти и ќе се куртулисаш. Ако ми го сториш ти тоа добро, бабо, голем бакшиш ќе ти дам и дури да умрам нема да те заборавам, ја рекол. На тоа згора го препроменила бабата со алиштата од мажаје и го однесла кај куќата кај што беа собрани сите лоши луѓе. Си влегол натре и си седнал помеѓу луѓето без да го познаваат, оти тој е дрваро, чунти бил променет со тамошни алишта. Отворил големиот разговор и почнал да ја праша кој што зло сторил дента. Еден кажал браќа скарал, друг украл нешто најскапо, трети тепал некого, четврти безчестие направил. Со еден збор да си кажеме, сите што биле тамо собрани беа направиле дента од некое беззаконие. Дошол редо и до тој што му и купал дрвата за 10 гроши да кажи како му направил дента.
Јас денеска, Господаре, сум направил едно големо зло, што сум го запустил еден јабанџија со 10 тоари дрва од по еден мин соката. Утре ќе му иземам без ни една пара. Чунти сум го уплашил со 2 маривета. Ништо не си направил, пријателе, му рекол големиот. Чунти не си го склонил денеска и да му иземиш дрвата и си го остил да преноќава за утре. Чунти да утре може да му дојди некој друг ум, ти да не ти даа за 10 гроши. Ами ако му текни да ти речи, ти давам дрвата јас, пријателе, ама сакам да ми даиш 3 вагани полни со болви, едни оваган да бидат црни, машки и женски, други оваган да бидат шарени, машки и женски, и трети оваган да бидат бели, машки и женски. Кажи да видам на тоа згора, што џуап ќе му даиш да куртулисаш и да му го земиш дрвото? А па треба да знаеш, оти законо наш, не дава ако не можеш некому џуап да му даиш, треба вудве да му платиш, тоа што сакаш бадијало да му го земиш. Ете така да знаеш, пријателе. Разбра сега кога ваќаш таква голема работа да не ја оставаш за утре, оти утре шкуќа не крепи. Џанам вистина така е, Господаре. Ама кај ќе му текни на тој проси јабанџија да ми посака 3 вагани болви да тргам таа мака, му рекол. Ала версен да не му текни, му рекол големиот. Ама што ти велаат шејтан пуш, што знаит што бидува утре? Ами ти бре, бирѓози, што зло направи вчера, ја кажи ми да те чујам, му рекол големиот. Јас направив едно големо зло, Господаре, му рекол. Ама го оставив за утре да го доправам, му рекол едноочио. И ти не си ја угодил, пријателе, му рекол големиот. Ами треба да знаеш ти, оти утре шкуќа не крепи, ја кажи да видам што зло стори. Еве што зло сторив. Го ватив еден јабанџија и му го сакав окото да му го извам. Чунти му вадов и втириот и моето око ми го зел тој, затоа му го сакав да му го извам. Ама што го оставив за утре да му го вадам? И твоето зло баш абар дипса скине. Демек празен амбар без газер тилото. Ако беше вчера, ќе го свршеше тоа зло, ами лели го оставив за утре, утре шкуќа не крепи. Ами ако му текни на јабанџијата да ти речи, ќе ти го давам окото мое, ама извај го твоето да го клајме на Терезија и јас ќе го извадам моето, та ако е токму, земи си го. А пак ако не ни дојдат двете токму, плати ми го окото. Ами ако ти речи така, после ти што џуап ќе му даиш? Ете се ти без 2 очи, а пак тој ќе си биди со едно око. На ова згора што можеш да речиш? Ништо нема да речам на ова згора, освен да си платам џезата и да куртулисам окото. Ама не верувам да му текни на јабанџијата да ми речи така. Ала версам да не му текни, ама шејтан пуш, што знаеш што бидува до утре? Се сврте откај тој што го тераше да го пие морето дрваро и го праша: ами ти бре чорбаџи, што зло направи нешто денеска, ја кажи ни да чуеме. Јас направив едно многу големо зло, ама го оставив за утре да го доправам, му рекол. И ти ништо не си направил, му рекол Господар. Пријателе, чунти треба да знаеш оти утре шкуќа не крепи. Ја кажи да те чуеме што зло си направил и не си го допрел, дали и ти како другар ти што ќе му вади окото на јабанџијата така си направил. Јас ватив еден јабанџија и го натерав да го испие сето море. Арнама го оставив за утре да го пие морето, му рекол. И ти си го згазил луко, пријателе, лели си го оставил за утре. Ами ако му текни на човекот да ти речи: запри, пријателе, сите реки што влегуваат во морето и после ќе го испијам. Ти тога и како ќе правиш? Ја кажи ми да те чујам. Ако му текни така да речи, му рекол, лоша ми е работата, Господаре. Туку што не верувам да му текни, чунќе е јабанџија и е многу страшлив. Така нека ви биди, ама не верувам да спечалите, ами ќе зијаните. За уште една шум да берите кога ваќате една работа, да ја ватите со корен, а не така како што сте ја ватиле сега. Ајте сега секој дома и утре отворете си очите да вршите лошите работи сади кане. Кој што да чуе, да речи ашкол сум.
Со тие зборови се пајдо со собранието од лошите луѓе и секој си отишол по дома, а по дрваро си отиде бабата и од која ја благодарил многу за доброто што му го сторила, ја кажал за сето што му рекол големио на неговите душмани. Утрото уште од ноќ довтасале сите тројца лажуи да му иземат дрвата и сопрво го запнал тој што сакал морето да го испие, или да го пие, или да го врли в река. Пеќе пријателе, му рекол дрваро, готов сум да го испија морето, ама ти треба колку реки што влегуваат во морето, сите да изаприш да не влегуваат и после да го испија морето. Кога чул тој збор човекот од дрваро, се вчудовидел и му падна на Аман и да му дава пари колку што сака, само да не го јави пред големио негов. Му зел парите нему и го запнал тој што му сакаше окото да му го вади. Јас ќе ти го давам окото, пријателе, му рекол, ама извај го твоето и јас моето, и ако дојдат токму на Терезија, земи си го. Кога чул тој збор едноочио, му паднал на Аман и го молил со многу пари да не ја јави работата на големио. Зел и од него многу пари дрваро. Го запнал тој што му сакал дрвата да му изема. Пеќе, пријателе, му рекол, да ти давам дрвата, ама да ми наполниш 3 вагани со болви. Едниот ваган црни, да бидат машки и женски, другиот шарени и тие машки и женски, и третиот бели и тие машки и женски. Кога чул тие збори од дрваро, многу се уплашил да не се јави работата на големио и падна на Аман, таму и плати дрвата по 2 минца оката. Си тоарил еден тоар алтени дрваро од најлошите и најѓаолите луѓе, та си дошол на својиот вилјајт и си станал голем чорбаджија. Ете, како без мака нема добивка. Кој се мачи, тој ќе течи, рекле стари.